Посебна чест ми е да му го честитам 3 декември, меѓународниот ден на лицата со посебни потреби. Денес присуствував на хуманитарниот базар во основното училиште Климент Охридски, центар за поддршка на учењето на деца со образовни потреби. Денеска продолжуваме одавде и во Центарот за детска парализа, Центарот за посебни потреби Дзуница и Порак. Овај ден посебен акцент заслужува за лицата кои што им е потребна и неопходна помош за изедначување со останатите во општествениот систем. Секој ден посебно внимание заслужуваат сите дечиња. Во мојата програма огромна содржина имаат за унапредување на потребите со усовршување на средства во нивното работење и функционирање во општествениот систем. Со збогатување на бројот на кадар на професионалци, односно лиценцирани лица, ќе го зголемиме и капацитетот на вработените и условите ќе бидат многу значително подобрени. По повод одбележувањето на овој ден, Центарот за поддршка на учење при нашето училиште Климент Охридски организира хуманитарна акција под име Деца за деца, која истата ќе се реализира во 2 дела: изработка на новогодишни честитки и продажба на истите. За таа цел беа поканети да земат учество сите основни училишта на ниво на нашиот град, со што потврдуваме соработка со сите нив за заедно втемелување на инклузијата во воспитно-образовниот процес. Учениците изработија новогодишни честитки кои ќе бидат изложени во просториите на Центарот за поддршка на учењето во време од 9 до 11 часот за стриктно почитување на протоколите на COVID-19. Ви се заблагодаруваме за учеството, отворајќи ја вратата на постојана соработка и поддршка. Со оваа заедничка заложба лицата со попреченост ќе бидат составен рамноправен дел од општеството, сите системи во државата. Всушност децата се нашите најголеми учители, нивните гестови се една голема лекција за важноста да се дава искрено и од срце.